Почитувани медиуми, денеска сум во Преспа и Преспанскиот регион, на која што одржав средба со јаболкопроизводителите, со земјоделците од овој регион. На дискусијата што ја имавме, главниот проблем и главниот акцент се стави на неисплатените субвенции кои што ги најавуваше Зоран Заев и Николовски во тоа време. Земјоделците ми информираа дека најавената дополнителна субвенција која што требаше да се исплати до 30 јуни се уште не е исплатена. Земјоделците и јаболкопроизводителите апелираат до Министерството и до Зоран Заев веднаш и сега да ги исплатат ветените субвенции, бидејќи земјоделците се наоѓаат во една незавидна ситуација. Немаат основни средства за одржување на постоечките насади, а не пак за екзистенција на своите семејства и своите најблиски. Апелираат дека оваа ситуација е крајно алармантна, затоа што ветените средства не ги добија до кога што требаше. Исто така, новие средби беше упатено дека ако во наредниот период не се исплатат субвенциите кои што ги ветува, земјоделците ќе бидат приморани својот револт да го искажат на улиците преку протест, затоа што се веќе манипулираат повеќе од 2 години. Во предизборието ветуваа откуп и сигурен пласман на јаболката, ветуваа поголеми откупни цени, ветуваа дека откупувачи ќе се тепаат во овој регион и дека Зоран Заев и Николовски имаат план и визија за Преспанскиот регион. 2 години после тоа, катастрофата која се случуваше во Преспанскиот регион бевме сите сведоци. Преку 40.000 тони јаболка останаа неоткупени и се фрлија по каналите и во езерото. На повидок е еколошка катастрофа. Затоа, на оваа средба апелираат дека веднаш и сега треба да се исплати дополнителната субвенција од 3 денари. Рокот беше 30 јуни, а денеска сме 8 јули. Пари на своите сметки нема. Исто така, сакам да потенцирам дека Зоран Заев, Николовски и новиот министер Димковски, дека земјоделците им се на дното на приоритетната листа. Или ќе ги решаваат проблемите, ќе работат земјоделците, или треба да ги напуштат своите позиции. Затоа што крајно време е да престанат да го уништуваат македонското земјоделство. ВМРО ДПМН има визија, план и проекти за подобро македонско земјоделство, за достоинствен македонски земјоделец, затоа што македонските земјоделци тоа го заслужуваат. Ви благодарам.